констатирам дека е усвоен предлог буџетот на општина Берово за 2023 година. Честитки. Прво благодарам за честитките. Сакам од моје лично име, од името на општинската администрација, особено одделението за финансиски прашања, да упатам благодарност до советниците кои согласно законски предвидениот рок до 31.12 е донесен буџетот на општина Берово, што само по себе значи финансиска стабилност и секако можност за се она што е предвидено во програмите да биде со силна поддршка на сите чинители, градоначелник, општинска администрација, совет на општина, да го реализираме се во интерес на граѓаните во престојната буџетска 2023 година и користам прилика на сите граѓани да им посакам добро здравје, лични и семејни среќа за да можеме заеднички да ја пребродиме оваа криза и верувам дека наредната би била 20-та ќе биде подобра и инвестиционо посилна. Во делот на приходите, буџетот на општина Берово за следната буџетска 2023 година ќе внесува 339 милиони 770 илјади денари, од кој за утврдени намени се расположивите средства во буџетот и 600 илјади денари резерви. Додека буџетскиот дефицит останува на исто ниво од 2 милиона 338 илјади денари, обврска која е преземена со претходното задолжување во периодот до 2013 година, а кој има рок на отплата 10 години, грес период од 3 години и исплата на главнината од 10 години. Значи и во таа година ќе имаме буџетски дефицит во делот на исплатата на главнината. Средствата кои се во структурата на приходите по сметки, најголемо учество во вкупните приходи имаат средствата од дотации. Тоа се средствата кои соодветните министерства за одбрана, за образование и наука, за одбрана, за труд и социјална политика ги префрлаат на локално ниво со кои се финансираат дел од активностите на единките корисници на локално ниво. Тоа се училиштата, детската градинка, старечкиот дом, домот на културата и територијалната противпожарна единица. Во делот на расходите, најголемо учество во распределбата на расходите имаат платите. Значи или групата 40 во која влегуваат платите, придонесите од плати и надоместоците. Во делот на основниот буџет, она што најмногу ги интересира граѓаните, таму буџетската проекција за наредната буџетска година е 108 милиони денари, од кои значи подеднак учество на расходната страна имаат групата за плати, придонесите од плати и надоместоци и секако групата капитални расходи. Се надевам дека проекцијата која имаме за следната буџетска година ќе овозможи соодветен прилив на средства и истовремено реализација на поголем дел од капиталните расходи, со кои значително ќе го подобриме квалитетот на живот на граѓаните на општина Берово во наредната буџетска година. Секако, имајќи во предвид во целата оваа проекција ризикот од трендот на зголемување на цената на електричната енергија која може да предизвика одредени поместувања на одредени буџетски проекции и истите значи да претрпат соодветни промени за сметка на обезбедувањето на доволно електрична енергија за да може да се покријат потребите и на општината, единките корисници и секако потребите за јавно осветлување. Благодарам. Како што знаете, на денешната 21 седница е изгласан буџетот на општина Берово за 2023 година. Имавме 8 гласа за и 7 воздржани. Точно значи кој него гледаше преносот во живо на YouTube каналите. Доколку би сакал да знае, тоа е бројката, меѓутоа, јас би сакала да упатам голема благодарност до сите 15 со мене вкупно советници за работата во советот и за донесувањето на буџетот на општина Берово за 2023 година. Расправа беше отворена, имавме од председателот на комисијата за финансии и буџет, Славица, кратка информација за сето она што е разлика од претходната година до оваа. Понатаму имавме поставени прашања од координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН. Значи сите оние работи кои што беа побарани од нивна страна беа одговорени од страната на градоначалникот, така да на крај поминавме кон гласање и резултатите беа тие. И уште еднаш честитки до изгласаниот буџет
и голема благодарност до сите советници за активното учество во Советот и за донесувањето на сите важни одлуки за работата на Општина Берово за 2023 година. И би сакала да искористам можноста на сите граѓани на Општина Берово да им ги честитам престојните новогодишни и божични празници, да им упатам желби за многу здравје, среќа, напредок на општината, заедно, значи, на сите граѓани, да бидеме здрави и живи и понатаму.